Добра вечер, почитувани гледачи. Добро дојдовте во За или против. Јас сум Анастасија Илиевски. Вечерва ќе се обидеме со мојот соговорник да проанализираме повеќе аспекти од она што се случува во светот, но и во Македонија. Мислам дека го имам совршениот човек со кој што ќе можам да зборувам за сите теми за кои што сакаме да ги опфатиме вечерва. Нашиот и ваш добро познат гостин Александар Ристевски. Добро дојде. Добро вечер, Анастасија. За почетокот би го прокоментирала она што е може би денеска најактуелно, а тоа е дека по 26 години Македонија конечно го затвори постмониторинг диалогот со парламентарното собрание на Советот на Европа и во самиот текст на резолуцијата се пишува дека Македонија има значаен, односно напредок во делот на владење на правото, заштита на човековите права и воопшто во делот на демократијата. Денеска е тоа оценето како навистина големо признание, што и реално е големо признание. Ако имаме во предвид дека 26 години претходно буквално не оценува. Како ја оценувате вие ова што како вест можеби најважна е за денеска? Па истовремено еден своевиден поттик, да кажеме, нешто позитива, затоа што сме навикнати најве да кажеме негативни наративи и негативни оценки, иако и самите сме свесни, самите ако се преиспитаме и ако се анализираме како држава и како општество, самите би си нашле себе си многу мани пред се во сфера, не знам, на хигиена, на урбанизам, на дивоград би се. Јас ако сум нели са негативетот, па кажам што се не чини, ние гледаме проблеми со бучава, проблеми со еден куп работи што ги имаме. Но вака се да бидеме искрени, пак се сведува на едно нешто што јас како мантра го повторувам некои 5-6 години, 7 од кога можеби поактивно има во медиумската сфера и со гостување на интервјуеве, да кажем, и дебатни емисии. И кажам една работа, кога Европа во прашање, не е прашање за волјата и за желбата на Македонија да се интегрира и да стане дел од некоја европска приказна. Проблемот е по-голем, по-суштински, е прашање на агенда која самата Европа ја има кон Западниот Балкан и кон нас како Македонија како таква. Значи, во минатото ние можеме да бидеме свесни дека пример една Бугарија и Романија факт е дека влегоа геостратешки. Апсолутно не исполнува никаков услов кога они се приклучија кон Европската унија пред повеќе од 20 години. И ден денес им го гледаме напредокот, но им ги гледаме и негативностите кои ги имаат, но како например демократијата, почитување на човековите права, малцински човекови права, така е еден куп работи. Од друга страна има работи каде што има апсолутно напредок максимален. Гледаме каква борба со криминал, пример Ковеши и претходно како се викаше исто така една господја пред Макове и не знам кој беа од Романија водеа со криминал, догледаме дека пак го има во голема форма и се развива како таков и функционира во една Романија. Но тоа се земји кои веќе 20 години и повеќе се дел од таа европска приказна и се полноправни членки. Ние од друга страна еден куп работи кои се однесуваат до парламентот и до државата, синхронизација, пример ние максимално си го уништивме и земјоделието и стопанството и делот од економијата, со тоа што можеби пред време, уште пред 15 години се усогласивме со Европска унија, ништо не добивме за возраст. Ние го уништивме во голема мера производството, затоа што, пример, со договорите за слободна трговија кои ги потпишавме како такви, тие во Македонија многу ретко можеш да видиш македонски производи. Зошто беа уништени? Ги уништи големата конкуренција. Како ги уништи конкуренцијата? Па ние представаме еден куп производи да ги даночиме. И ние неоданечени производи имавме еден куп чоколади, благи, се и сешта, пример, од Полска, од Хрватска, дури со субвенции од нивните држави за да влезат во Македонија. Нашите фирми и стопански во голем аспекти, токму меѓу другото и ради тоа пропаднаа. И тие производи долго време држаа ниски цени. Јас ќе земам банални примери од маркетите кои имаат најниски цени, има од типови на чоколадо, кои пример беа конкурентни на тоа што пример во Македонија би го нудела една Европа или Витаминка, да кажеме. И тие кои беа 30 денари конкурентни нашиве, сега рипна задниве неколку година 70-80. Значи гледаме дека тие прво го истиснаа од пазарот македонскиот продукт, а после тоа кога воспоставија некаква си монополска улога на пазарот со увоз, сега тие ги диктираат цените, кога веќе е уништена, да кажеме, конкуренцијата. Така да, оваа пофалба, условно да кажеме, и позитивен извештај што го добивме, е позитивен импулс, нешто што може да не израдува, измотивира, испромовира да одиме понатаму, следен чекор, но мора да имаме известност. Што сакам да кажам со тоа?
пред 7-8 години, кога предходната власт која што туку дојде тогаш, беше кандидувана дека треба да се смени устав, треба да се смени име, треба да се направи ова, она, одредени чекори да се превземат, се превзедоа чекорите, ништо тоа на што тогашната структура и севкупната држава се надеваше, не се доби. Ние влеговме во еден воен сојуз, кој подоцна од предходниот министер, тоест премиер на Грција го гледаме, тој рече, ние моравме да направиме брз чекор и да договориме нешто, па и ние да даеме отстапки, иначе Македонија ќе влезеше по превремената референца бивша Југословенска република, но ќе го задржеше и уставното име и се. Значи гледате понекогаш од како историска рамка, ако ги следите некои работи, ќе сватите дека понекогаш е подобро да чекаш, понекогаш е подобро да избрзаш. Прашање кој колку е информиран и кој во дадената ситуација има подобри карти, да кажеме, на масата. Ние од друга страна станавме паричка за подкусурување во некои европски текови, се откажавме многу идентитетски работи кои ни ги доведуваат денес во прашање. Од друга страна, заборавивме да ја реформираме државата ради нас самите. И ова сега што се случува со безбеден град, со успорувањето, со Бучава, со некои други работи, кратење во администрација, кревање плати, ама правење, да кажеме, можеби колективни договори каде што ќе има чекс енд баланси, значи да, ќе се добијат пари, ќе се добијат права, ќе се добијат унапредувања, ама што ако не работиш ништо? Така да, ние заборавивме дека треба да ја средиме државата ради нас самите. Иначе младите си отидоа, а младите веќе не размислуваат као средновечните и овие повозрастниве и сакаат тарети поредок, што ние во основа долго време го немавме. Сакам да започнеме малку, да почнеме од случувањата во Америка, па да се враќаме на кај Европската унија, ма бидејќи ја наставме темата за Европската унија, ќе почнеме обратно сега. Кога станува збор за Европската унија, какви ни се во моментов картите, имајќи предвид, бидејќи ги споменавте тоа како ќе ни се поделени картите, какви ни се сега картите, кога станува збор за оној долгорочен спор со Бугарија, кој што, ете, повторно слушаме протестни нотиси се испраќаат, има некое ситуацијата е таква каква што е во моментов, но дали картите може сега се подобро поделени, дали треба да причекаме она што вие го кажавте, соодветен момент како да се изигра, бидејќи како што да се навратиме на она што вие го рековте, понекогаш се чека или се донесат одлуки брзо, ма некогаш е подобро да се остави, нели, да покаже времето и можеби некој подобар шпил на карти да се поделил. Во сферата на дипломатијата треба многу да се работи. И тоа мислите дека е клучното во... Тоа е добра основа затоа што треба да се зборува за вас. За вас ако не се зборува, ништо не правите. Тоа знаете како јас ќе направам една можеби банална паралела. Секој од нас слуша музика и сега колку пати сме рекле леле таа и таа каков глас има, ама нема хитови или нигде ја нема. А од друга страна некои што на аутотюн го средуваат, растура и на топ листи на се. Некогаш упорноста да бива на право место во право време, некогаш да бидете добро изрекламирани исто битно. Ако ние немаме правилно на секоја маса, на секој настан, на секој ивент луѓе лобисти кои трчат за нас, ние ништо не правиме. Ние еден муабет беше вика во Европа кога се лобира или онаа тужба што ја водевме пред 13 години против Грција која добивме, па ни рекоа вие сте во право правно, но проблемот е политички. Знаете ли зошто е така? Затоа што Грција, па и Бугарија во дадената ситуација, па и некои други држави во обкружувањето многу инвестираат во тоа да ги има. И не секогаш мора да инвестира, да кажеме, државата. Некојаш инвестира и диаспората, некојаш инвестира и, да кажеме, приватни сопственици, бизниси. Значи, таа национална... Се лобира на повеќе места, на повеќе... Таа национална кауза и тоа зборување да ви има на масата се зборува за вас. Исклучително битно. Јас не го прифаќам муабетот дека сме мали као мала држава. Тоа е факт. 25.000 квадратни километри, 713 или не знам колку со некои територии што ги прецртувавме низ годиниве ради некакви отстапки ситни. И цирка еве, дали нешто над 2 или нешто под 2 милиона, тоа е народот. Не сме ние најмалата држава во Европа. Словенија е помала од нас за 20%. Црна Гора е помала од нас. Албанија е поголема, ама не бог знае што. Луксембург е помало од нас. Значи има еден куп држави. Естонија е помала од нас. Сами си ли го наметнавме тој епитет што ни дава лоша принос, понекогаш кога ќе речеме јас не сум доволно добар, исто како
самите сега да свикаме премали сме за да бидеме во тоа друштво. Видете, но ако ја поставиме така поинаку работата и да кажеме да, можеби не сум доволно добар сега, но ќе бидам најдобар ако така се насочам, тогаш дали расти нашата вредност? Ова е како играње, сега ќе кажеме една игра што во Скопје, во другиве градови може и не ја знаат, ама тоа е како играње бељот. Во бељот картите што во покер се најаки не се исто јаки. И некогаш ако го имате адутот во раката, правиот адут, или ако бојата ви е погодена, вие ќе може да поентирате баш таму каде што треба. Јас мислам дека периодов ние баш поентираме таму каде што треба. Зошто? Пробуваме со туѓи заложени пари, као гарант, да изградиме главни коридори и нафтоводи, и гасоводи, и железница да ојачаме. Тоа што во изминатите години имаше шанса да го превземат некои други држави. Сега, кога гледате дека стратешки држави, ние кога сака да подценуваме коментарот апропо Европска унија или Британија, Британија излезе од Европска унија затоа што беше премногу јака како држава, а ја маргинализираа внатре во Европа. Таа самостојно и со Америка се уште е велесила. Значи, најголемата империја, името на самата Британија или Англија со останатите држави, не случајно била наречена како таква Велика Британија. Велика била, оти владеела на сите континенти. Тоа влијание и оној продор што почна, пример, и Унгарија да го гради, и Србија да го гради, логично проаѓа кроз нас. И ние, ако се вратиме на картата со хидросистемите за кои имам пишувано доста, останало низ године, Чебрен и Галиште, ако почни Бошков мост да се гради и евентуално, иако еколозите забрануваат за тоа, едно луково поле, за кое трампавме територија со Косово, баш за да може цело луково поле да се изгради, тој горе на шара високо, и тоа се моделира. И доколку Вардарска долина дел од тие каскадни брани се направат, ако се изградат еден куп инфраструктурни системи, ако ова што и самиот премиер го кажува за да се изградат овие системи каде што IT системи каде што би се станици каде што би се продуцирала прво треба енергија, па би биле оние центри за вештачка интелигенција како такви, значи сместени во Македонија. Тоа е огромна додадена вредност и тогаш кога тоа ќе го направите на територија на една држава, вие самите си ја креирате заштитата, затоа што вас ќе ве штитат токму посилните, затоа што имаат материјален интерес во државата. Ние во моментов имавме времена индустрија во сферата на автомобилската индустрија и некои други работи, каде што нели странците може да инвестираат, да поседат и ја си одат на друго место. Значи кога нешто долгорочно ќе стабилизирате во вашата држава, и кога Македонија би станала едно место каде што би се промовирал и туризам, можеби банкарство, можеби осигурување, можеби друга форма на да кажеме финансиски средства каде што луѓето во голема мера би ги инвестирале кај вас, тогаш тоа е основата како би се креирала и стабилноста, но и Македонија би била играч кој би бил битен. Од друга страна, ние сите овие реформи што ги правиме, не смееме да сметаме дека ги правиме за да влеземе во Европа, а да тераме по старо. Зошто? Затоа што кога станеме дел од Европското семејство и од Европската унија, нас не ни е целта таму да влеземе и да пробаме као азиланти, што се, да цицаме фондови и помош и да ни се населат други луѓе кои би ја работеле нашата работа. Ајде да земеме пример од попаметни држави. Словенија е паметна држава. Естонија е паметна држава. Унгарија е паметна држава и од големите најпаметна држава е една Полска. Значи таа успеа дури еден куп милиони народи што им се иселија да ги враќаат назад, а не да им се случува ова што и нас на кратко ни се случува, да мораме да носиме работна сила од Бангладеш, од Непал, од сегде, затоа што реално е потребна, затоа што нема кој да работи. Иначе одредени сектори реално ќе пропаднат. Ние си дозволиме во задниве неколку години релативно млади луѓе во 20-30 години да не отидат Бог знае каде на запад ради големи пари. Во Хрватска одат. И тие кои останат таму неколку години, хрватите многу полесно нив ќе ги интегрираат во системот, ама ние се празниме. Оваа реформа што гледам дека сега се прави, што се прави во образованието, че не можеш во сите градови децата во гимназија да учат. Што е со гимназија? Па после учи факултет, па заглавува факултет и на крајот се иселува. Таа реформа каде што се форсираат практични и технички училишта,
Таа може многу да помогне, но за тоа треба луѓе години. Значи тие деца сега и минатата и наредната година што ќе се запишат, пазарот на трудот во Македонија ќе го развие за 4 за 5 години. А што до тогаш? Така да некои работи се шкакливи, треба време. Чекорите кои се влечат се добри, да видиме што ќе донесат и за колку време, а треба време за некои од нив. Убаво кажеш дека најдобро нели дом да се посветиме на домот, за дома да си го направиме животот подобар, постабилен и да вложуваме денес за иднината, но сепак ЕУ е семејството каде што европското семејство каде што долги години, децении се трудиме да станеме дел, но имајќи предвид дека и самата Европска унија има одредени внатрешни поделби, несогласувања. Според вас, која е оценката? Дали Европската унија во моментов е посилна, послаба или пак се наоѓа на некоја раскрсница ако земеме или го споредиме периодот пред, еве да речеме, 10 години? Европската унија има впечаток дека се бара себе си. Јас гледав една изјава, баш ја споделив на социјалните мрежи, токму на еден Варуфакис, кој вели една работа, вели Европската унија имаше повеќе шанси да направи, она направи една грешка, она се труди монетарно да се обедини, пред севкупно да се обедини као систем. Значи, Европската унија, пример, има и Европарламент, има луѓе што се као комесари, но што значи тоа? Пак системот внатрешен на Европската унија се независни државни влади. Значи, Европска унија треба да направи агенда што сака да постигне. Сега е многу недетерминирано во кој правец се оди. Дали е тоа економски пазар, како она што беше на почетокот уште пред 60 години, кога се обединија на тој начин Белгија, Холандија и Луксембург, нели таа коалиција за јаглен, што беше пред 60 години, пред 60 кусури години, или пак идејата е да се формира своевидна, долгорочно, држава нешто пандан на Америка. Значи, Европа се уште нема дефинирано во кој правец оди. Еден правец е каде што истовремено државите даваат отпор, даваат заштитен механизам, дека сакаат да го задржат етничкото и националното, што е сосема логично и разбирливо. Од друга страна, некој од Брисел формира економска унија, нели, внатрешна трговија и не е се уште дефинирано што е тоа Европа. Еразмус плюс програмата, студентската, го дефинира. Пример, вие можете да дојдете на размена, ама не во својата држава. Значи, ако сте шпанец, не можете да дојдете со Еразмус размена од Мадрид во Барселона. Можете од Мадрид во Данска, во Копенхаген. Ама што е поентата на таа размена? Меѓу другото, која е филозофијата? Па и таму да се измешат еден шпанец и една норвежанка во Данска и после да работат во Франција и да бидат европејци. Ама нешто како бивша Југославија што се обиде напред. Ама бивша Југославија се распадна. Така да треба да се размисли дали таа форма на европејство нуди предност или нуди хендикеп. Европа вели дека треба да се почитуваат малцински, етнички и верски права, што истовремено е одлично и ги заштитува малите, но од друга страна го негира тоа европејство, од друга страна нас ни го бара, тој наметнува и на другите, Хрватска пред да влези, Албанија, другите им го бара, но еве на Бугарија не им го бара, на други држави не им го бара. И сега сваќаме дека Европа одредени алати кои ги има во Франција, не може да ми кажете дека перфектно се користат тие права, пример во Алзак, во Брест, во некои други делови, или во Шпанија, Каталонија, Баскија и одредени делови кои бараат дури и да се издвојат дури. Значи, гледаме дека самата Европа и начинот на функционирање има едно лицемерие и пак се враќаме на почетокот кога почнеме да го зборуваме во емисијата колку сте на маса, колку имате моќ и колку имате промотор или ментор кој се грижи за вас. Значи, неправдата сегде има и са да видиме дали сте во Македонија со права, пример, како етнички албанец или етнички турчин или ром во Македонија, или сте, пример, на ниво на русин во Латвија и во Естонија, да кажеме. Или сте на ниво на баскиец во Шпанија, или сте на ниво на не знам, на лужички србин во Германија. Значи, или сте на ниво на швеѓанец во Финска. Тука е многу битно ние колку сме силни на терен, колку зборуваме за тоа и да не забораваме една работа. Мене неколку пати дел од народот ми вика на моменти се понашаш како еврофанатик. Не, апсолутно не. И јас сметам дека етничкото и националното и државното е на прво ниво, но јас ја гледам поголемата слика на севкупниот етнички македонски народ и народите во Македонија низ друга призма. Сите етнички македонци
со исклучок на тие што се во Србија и на Косово во гора, сите се во Европска унија. И мало преспа, да кажем, најголемиот дел од македонците се во Европска унија. Ние единствен начин да се обединиме пред се етнички и регионално и да ги расчистиме одредени големо српски, големо албански, големо бугарски, големо грчки идеи, е да на Балканот се исчистат границите. И ако ги нема границите, тогаш сеедно ќе биде дали Блерим или Фатмир од Куманово живее во Тирана, или дали ќе дојде да живее во Битола, или македонецот од Битола и од Охрид ќе реши да се пресели во Лерим. Го реши ли тоа проблемот, бидејќи го споменавте вие, без разлика колку и да е тоа е на европска заедница и колку и да го даваат дел од својот суверенитет државите на Европската унија, сепак си се борат за она што значи нивна националност, нивни одбележја. Ке помогне ли ова како што... Па не секој се бори различно. Гледаме дека одредени ради тие хардкор либерални политики кои биле промовирани, веќе се губат и почнува да настанува отпор. Пример една Шведска до пред 10-15 години, кога нивната социјалдемократска влада падна за прв пат, 43 години беше на власт. Таа власт која падна после 43 години направи се што имаше и да, во системот на Шведска имате луѓе со потекло афроамериканци, балканци, еден куп, кои помалку или повеќе се интегрира во општеството. Тоа е на генерација преселена 60, 70, 80 години. Кога нив почна ради начинот на живот драстично им се намалува работната сила, тие почнаа драстично да дозволуваат да им се населува население кој повлекуваше цели фамилии и сега што се случи? Место тие цели фамилии во првата фаза која беше идејата, место да бидат активно вклучени во системот на труд и да се интегрираат во општеството, тие во една Шведска пример искреираа своевидни гета, но истовремено почнаа да ги цицаат бенефициите на државата. И сега вие имате луѓе кои ви се доселеници, се гетоизираат и живеат од социјална помош и пробуваат да го сменат системот на функционирање на самата држава. Значи, како да ви кажам, имаше една фраза што од детство ја памтам за балканци, за французи, што денес во Франција веќе не е точна, викаат кога одиш во Париз, сакаш да станеш парижанец. И се трудиш, нели, со нагласок, со гласо се, а демек само на Балканот селото го носиш во градот. Веќе во Париз тоа не е случај. Веќе во Париз никој не ќе да стане парижанец. Веќе во Париз има мала делови, квартови, департаменти, како ги викаат, што на се личат, ама не личат на Париз и на парижани. Така да таа приказна со постепеното полнење и паризирање на луѓето веќе го нема, затоа што го направи пребрзо, дојде наплив на премногу народ, на едни делови и сега луѓето ги напуштаат тие градови. Ни Париз, ни Рим веќе не се тоа што беа, кој прошетол знае. Но каде е Западен Балкан, да речеме, во новата геополитичка мапа, геополитички фокус кој станува збор за Европската унија? Јас не верувам во она што пробуваат некои да ни го наметнат и од опозиција и некои аналитичари и јавни личности, дека овој оди напред, оној оди напред. Јас не верувам дека некој ќе се осмели било кој на Балканот да оди пред време напред, сам, без другите, затоа што тоа ќе биде буре барут и ќе направи големи проблеми. Затоа што праксата покажа и Словенија со Хрватска, кој навидуваме мал проблем, ама Словенија здраво им ја извади маста на Хрватска, пред да ја прими Хрватска, и Хрватска направи многу отстапки на грб на Словенија, само за да Словенија ги пушти. Се рачуните што ќе се случи, и како што нас Бугарија нас ни прави, па и Грција, замислете се што ќе се случи ако пред време влези, пример, Босна, или пред време влези Црна Гора, или пред време влези Албанија. Рачуните што ќе им направи на другите земји членки, и какви притисоци ќе им врши, и какви се уцени ќе им прави, или Македонија да влезе, пример, како ви кажам, Албанија или Црна Гора ако влези, Србија нема никаде да влезе, ќе ги блокираат до бескрај, или Албанија нас, или на некој друг. Или пример Хрватска ако треба Босна да влези, никош нема ги пушти, ќе бара автономија, делење, поделби вакви, кантон да се смени, ова се смени. Значи, или тоа, или ова што сега се навестува дека Европа планира да се реформира себе си, и да го намали она што беше долги години дека треба едногласно да се случи поддршка. Значи, ако е едногласно, како што е сега, ние се ставаме во ситуација дека еден, двајца или три играчи, макар и ради личен каприц, може да блокираат целосно еден процес, што во рамките се случи. И да не заборавиме една работа, ние сега се жалиме долги години од Грција,
се жалим изминатите неколку години од Бугарија, но да не заборавиме дека пред 5-6 години, као вчера да беше, јас се сеќавам година дена пред короната, се сеќавам на едно мое гостување. Јас реков, викам, нас не изблокира Франција. И Франција токму знаеше што прави во дадениот момент, кога сите беа во еуфорија, еве влеговме во НАТО, го сменивме името, сега ќе пројде. Не, кога немаше кој да ни удри шамар, Франција не го удри шамарот. И тоа беше кратко. На кратко они ни ставија до знаење и после мојот впечаток е дека си ја најдоа Бугарија и некои други да се побунат да се изблокира. Токму затоа јас велам дека не е исто дали Западен Балкан треба да се интегрира и како ќе се интегрира, или во едно време кога има банкрот, па сакаа преку ноќ да влезат Исланд и ми рекоа за 6 месеци година ќе средиме. И стварно ќе влезеше, после Исланд свати колку ќе изгуби, си ја среди државата, ја стегна, се прегрупираше, излезе од кризата и Исланд рече, порете, нема потреба, не влегуваме. Истиот е случај со Норвешка. Норвешка се уште нема. Истиот е случај со Швајцарија. И да бидам само краток и прецизен околу ова. Ние реформите ги правиме како општество. И цело ова ускладување и адаптирање на државата ради една работа. За да постигнеме стандард, па утре, ако Европска унија ни каже без тоа, не ве примаме, тоа ќе бараме посебен статус, посебна состојба, во форма на, ова како услов го кажам можно е, па зошто да не бидеме како една Швајцарија, како еден Исланд, како една Велика Британија или како една Норвешка и да кажеме дека имаме асоцијативна форма. Треба дома убаво да ги подредиме сите. Ама тоа ако имате ред, систем и организација. Оти видете, вие во Европска унија кога влегувате што вика? ЕУ плюс Швајцарија, Норвешка, Исланд и ЮК. Тие не се дел во ЕУ. А еве ги уживаат сите права. Изморена ли е Европската унија од оно што и се случува внатре, или пак е изморена од проширувањето, па во случајов од сето на што дома треба да си го средат, немаат простор да гледаат надвор од нивниот двор, ако може така евентуално се каже. Ако е изморен од проширување, зашто тоа се стреми кон исток и кон Молдова или Молдавија и кон Украина. Тоа е дупло повеќе со население од колку Западен Балкан. Второ, ако земете дека многу работи условно речено би решиле, ние сме многу полесни за интегрирање. Нас имам впечаток на моменти дека не користат како еден, па неќам некој груб збор да употребам, ќе се исконтролирам, нас не користат како некој си својвиден камп или некој ѓубриште, знаете, како некоја дива депонија, каде што одредени работи треба да ни се продаваат, ѓубре и се што не треба, да се тестираат производи, се тестираат законски решенија. Ние добри сме за праење опити, нели овде се промовираше пред 20-25 години мултикултурализмот, после 10-15 години гледање Ангела Меркел рече дека мултикултурализмот е мртов, кај нас опити се правеа. И ако гледаме низ призма на историја, па и на антропологија од која јас потекнувам како таква, многу опити во задниве 100-150 години токму Македонија и на Балканот се правеле. Апропо темите етнички, национални прашања, народот треба малце да прочита, да види многу експерименти како такви, збориме како политички потези се правеле токму на Балканот, затоа што карактеристиките на одредени народи се такви дека се адаптабилни, прилагодливи се и се што, и сето тоа што некад кај себе да го применат големите нации, големите држави, прво негде експериментално го пробуваат. Така да, има замор во Европа, ама Европа функционира на еден многу интересен начин, пробува да биде светска сила. А реално светот моментално има неколку други сили, Европа не е една од нив. Европа е она што викаат денес на социјалните мрежи old money, ама тоа old money не функционира таму каде што има оружје и таму каде што има реално бизнис. Големите бизниси во моментот е прва Америка и воена сила, после као воена сила е Русија и нуклеарна, но и полна со ресурси. Третата, а може би прва пред овие две, е Кина, а тука сериозно во игра влегуваат и една Индија, иако не може да се споредува, но барем како број на население да, и растат и арапските земји кои се пак контролирани од страна на Америка. Значи на крајот се сведува на три огромни сили, првенствено Кина, па Америка, па после Русија. Ќе ги позборуваме и тие во Европа тешко се снаоѓа тука и токму ради тоа дали приметивте во НАТО, самата Европска унија планира една форма на наоружување.
Ама шо ако се наоружува кога системски... Тоа беше дури во некои делови протолкувано дека зошто го прават тоа, се спремали нешто, се подготвували светот за некое воено сценарио. Ете така, и најбитното Европа заборава една работа. Шо ако им е вооружување, кога тие народот, општеството и системите на најголем дел од државите на Европска унија ги демилитаризираа. Што значи тоа? Во која земја од Европската унија, освен Грција и тук таму некоја друга, има активно служење на воен рок? Вие, општество, Америка никогаш немала активно служење на воен рок. Да, но Америка свесно креирала сиромаштија во одреден среден дел од својата држава и ги регрутирала уште млади после средно, давајќи им еден куп бенефиции. Во Европа тоа тешко ќе пројде. Плюс Америка, гледате, во задниве години не води своји војни. Финансира други луѓе, се тепат меѓу себе за нивни интереси. Така да, интересен период предстои. Што треба, од кога сме веќе на оваа тема, пред да направиме една кратка пауза за реклами, пред да ги фатиме оние теми поврзани со светските сили што ги споменавте, што треба Европската унија да направи за да се, ете така да речеме, од old money да стане new money? Или од да го кажеме ова најнародски, од некои кои што ете долги години да не се водат веќе на стара слава, туку буквално да се што треба да направат за да станат влијателна фигура на она шаховска партија која што се игра во светски рамки? Многу тешко, ама треба голем рез, голем кат. Зошто еве како ќе го објаснувам. Просечниот европеец, она средна и висока класа, поготово високата класа, се навикна дека сите што доаѓаат во нивната држава, кои емигрираат и се населуваат во истата, дека треба да бидат кјутливи, покорни, да останат во системот во државата, а ова елита нели да ужива и да владее со се. Но заборавија дека инструментите на државата почнуваат тие како такви дојденците да ги користат и да добиваат, да се организираат, да добиваат градоначалници, да наметнат своја култура. Второ, популацијски сите тие што се доселеници од Западен Балкан, од Блиски Исток, од Далечен Исток и од Африка, тие се уште живеат и функционираат конзервативно. И демографската политика навестува дека за 20 до 30 години дека тие ќе го превземат и популацијски ќе ја превземат Европа. Тогаш е прашање дали можеби Европа веќе нема да биде таа Европа која е. И прашањето е дали ќе се успее да се наметне политика на вредности или политика на национални држави. Со гетоизирањето на новодојденците, населување на едни купчиња во големите градови, вие самите приметувате дека и во Франција, и во Италија, и во Германија, обичниот народ, автохтон, оригинален, живе во помалите градови, помалите места. Големите градови се веќе непрепознатливи и стимулираат и криминал и ја губат она убавина што има. Смешно е вие да се прошетате сега низ Париз, низ Лондон, низ Рим и малку да залутате во оние ударни места, затоа што има и џепчи и криминалци се, а од друга страна секој дневно токму западни луѓе да ви промовираат ситуација во Кина или во Дубај, каде што мобилниот може да си го ставите на маса, да ве нема 5 сати, после 5 сати да се вратите и пак да го земете. Видете, ние тоа го имавме во Скопје, па и во Загреб и во Белград до пред 30 на години. Тоа кај нас беше реалност. Веќе не е и кај нас. Така да Европа мора да направи голема реформа, но и да се преиспита во кој правец оди. И што сака да постигне. Мислам дека во моментот немаат ни тие самите агенда што сакат. Ние како македонци имаме агенда, сакаме да се интегрираме, за да ги завршиме прашањата територијални, гранични, но пред се мора сами да се договориме интерно, целото население во Македонија, дека сакаме да воспоставиме систем. Држава, почитување правила и прописи, дека насилници не може да возат 100 и нешто на сат, дека на автопат не се вози 250, се вози 130, 140, не е проблем, ама не се вози 200, дека на партизанска не се вози над 100, ако не се вози 50, се вози 60, ама 60, не 120, дека не се поминува на црвено, дека не се паркира на тротоар, дека не се стиска на сирена како лудак, што еве јас денеска пола сат слушав свирење, затоа што редица имало, редици имоти сме невоспитани и дрски, дека кола не се става во тревник и на тротоар. Тоа треба го средиме за нас, не за Европска унија, не за Рохас или некој представник било кој, за нас. И да не дозволиме насилниците, агресивните, нападните да доминираат. Да го пријавиш, да биде казнет и да се смири.
Така е во цел свет. Да функционира системот. Да. Ќе направиме тука една кратка пауза, ќе се вратиме по рекламите за оние теми кои што остана. Би сакала да ги опфатиме и Соединетите американски држави, каде се движат останатите светски сили. Се враќаме за кратко. Да, се враќаме назад во студиото, ќе продолжиме со сето она што е поврзано со случувањата во светот, па би започнала на почеток да со прашањето дали светот влегува сега во нова фаза на одредена нестабилност, можеби, политичка нестабилност, или пак ова е едно премостување кое што би донело во некоја поголема стабилност и смирување на тензиите и жариштата кои што ги имаме на повеќе места низ светот? Никош немало апсолутен мир, имало апсолутен мир во одредени делови од светот, кои ние сме сакале низ благодарение на медиумите и пропагандата која била во текот на нашиот живот кој памтиме, кој е помлад памти помалку, кој е постар памти повеќе. Ќе кажат таму и таму немало војна 50 години, 100 години, немало Втора светска војна, тоа не е реалноста со светот. Светот во континуитет постојано има војни, има жариште, има конфликти, има искричење. Кај што има сила нема правдина, кај што има големи ресурси, некои ресурсите ќе ги зафати, ќе ги искористи, дали милом или силом. Сега тоа што се случува на повеќе делови од светот е затоа што не е веќе една светска сила која владее. После 90-та година, со распадот на Советскиот сојуз и имањето слаби држави, се сметаше дека апсолутен долго време хегемон ќе биде токму Соединетите американски држави и со нивното влијание со Велика Британија и со НАТО дека ќе влијае, ќе биде главен и во Европа и во целиот свет. Но низ годините се случи трансформација. Русија повторно воено, но и благодарение на природните ресурси кои ги има, ојача. Арапскиот свет, иако беше пред се држави како е Саудиска Арабија, ние сите знаеме дека многу се развива низ годините, пример Обединетите Арапски Емирати како такви. И ради нафтата и ради се останато. Истото забораваме дека во задниве 30 години цел тој близок исток или тој арапски полуостров порасна ради нафтата и ради влијанието. Но ние гледаме дека огромен развој има и во еден Катар и сега и во една Саудиска Арабија. Тоа можеби не е видливо за цел свет и ние не го чувствуваме и тие немаат некаква експанзионистичка политика. Но парите од ресурсите кои самите држави ги направија да гледаме ние кај нив надпревари спортски, да гледаме светски, европски првенства, сите можни спортови. Порано се чудевме дека Израел, како држава која е нели дел од Азија, игра и кошарка и фудбал во Европа, сега гледаме дека токму од таа страна ни се наметнува, ние во Јадранска лига Дубај игра кошарка. Значи токму тие се интегрираат кон Европа, зошто? Токму ради ресурсите и ради парите. Една Кина ние долго време зборувавме за возење точаци и за кинезите ограничување едно дете па сиромаштија вона. Кој бил во Кина нема сиромаштија. Јас последен пат бев пред 9 или 10 години. Ма не е многу ретка, не е, тоа се мали квартови, ама не е толку страшно каде што многу е поголем дефинитивно стандардот. Стандардот е скокнат, таму веќе никој точаци не вози. Тие патем за задниве 15-20 години од држава кај што немаше, сега тие се како јапонците со супер брзи возови, нели порано воодушувањето сите ние кога сме биле помлади деца се воодушевувавме на јапонците, така? Сега Јапонија не е таа која е за воодушевување, таа изгради што изгради во 80-тите години, го надградува тоа, има еден квалитет на живот, но Кина е таа која гази. Кина е таа која има 1,5 милиарда народ, само за еден пример за народот да знае, тоа е колку цели две Европи во една нивна држава. И сега Америка пробува да го доминира тој пазар и како држава и цел свет да го контролира, но многу поголема сила во Америка дава оној корпоративен свет и корпорациите. Фактички американската држава е таа која испорачува дел од стратегиите на експанзионистичката политика на тие големи корпорации. Тие големи корпорации, факт е една работа, као сака да ги гледаме листите, најголемите компании, најмојкните, па дури и оние кои се своевидни инвестициски фирми, кои веќе не произведуваат ништо, тие зафаќаат се повеќе најголем дел од светот. Ние гледаме кога порано имало, американци купуваат фудбалски екипи, пример, во Европа. Значи, дури преку тоа успеваат да доминираат. Интересен е начинот на кој се
поларизира светот, но веќе светот нема една сила, туку има повеќе центри на моќ и гледаме една своевидна битка, кој ќе ја добие, прашање на време. Но во секој случај ова се можеби најинтересните времења за живење. Така претпоставам секоја генерација вели. Имаше еден текст на реномираниот The Economist кој што пишуваше дека буквално нашата генерација треба да се спреми за војни како што ги доживеале нашите баби, дедовци. Тоа звучеше страшно вака да се прочита, но беше во насока на сите оние понекогаш засилени реторики што ги слушаме од големите светски лидери. Но кратко за тоа, и дали ова што се случува се во моментов е во суштина крај на либералниот светски поредок, како што го знаевме по Втората светска војна, и дали тоа прави одредени придвижувања? Како беше она пословица? Лесните времења креираат слаби луѓе. Слабите луѓе креираат тешки времења. Тешките времења креираат силни луѓе. Силните луѓе прават лесни времења. Така да, тоа е една верижна реакција. Видете, ние порано, јас се смеам кога ќе извадат слика, вика како изгледал 30 годишен маж, 80-та година, со јака вилица, црна брада, големи раци, физички работи, како изгледа сега 30 годишен маж, така. На тротинетче, неретко издепилиран, среден напред. Значи, лагодноста во животот некојаш не прави пренежни и препипави. Америка го изгради тој еден систем на American Dream за Америка, ама многу често луѓето забораваат една работа. Америка во многу аспекти е сурова држава. Што значи тоа? Тој што работи, тој што се труди, тој што се бори, тој сигурно ќе има и скапа кола од 3000 кубика, SUV, не знам што, ќе има куќа во предградие, ќе има имот, ќе има се. Тој што работи многу. Тој ќе има, дури најобичен работи, има шанси да испромовира и да успее. Но Америка има милионско население на улица. На бездомници, цели градови. На бездомници. Америка има банкротиран град. Оној град за кој ние кај што збориме еден од најбогатите луѓе во градот Детройт, Мичиген, на македонец. И собственик на хокејарскиот клуб, и на Сизар Пица, Мајки Илич, се македонец, е наш човек. Но тој град сега е град со 80-85% афроамериканско население. Не ова го потенцирам, него само да кажам, белечкото население во најголем дел од населението се исели од тој град. Во тој град автомобилската индустрија рокна, се уништи. Зошто? Затоа што автомобилите престана да се прават во Америка. Тие што се за американски пазар почаа да се прават во Мексико и во Јужна Америка. Тие автомобили што они ги извезува престана на друг. Значи само да ви кажам, тие имаат ситуација, ние не гледаме во Европа, може би еден Гелзенкирхен кој беше рударски град, Шалке од кај што фудбалскиот клуб, он може би рокнал. Не гледам некои големи градови низ Европа што до тоа ниво спаднале како тоа што се случи на еден Детройт. Америка има такви мртви градови помали. Флинт, Мичиген е исто така, од каде што има еден куп проблеми за кои, пример, овој документаристот пишуваше Майкл Мур. Да, за тоа како буквално можеш да останеш пред болница, никој нема да те ниту да ти пружа помош доколку немаш тоа приватно здравствено осигурување, дека системот е толку суров. Да, и дури оние болници... И тоа е реалност и сега во суштина. Дури оние болници, дел од нив викат и упука на коси, само интервенција, а третирање нема, затоа што не ги исполнуваш условите. Има една интересна ситуација. Оно што Трамп го промовираше за тоа дека сака Канада да ја прави 51 држава, па и Гренланд да го завземи, сега мене насмеа пред некој ден една друга обратна иницијатива, после сето она што се случува скоро во Минеаполис. Има една ситуација каде што он е познатиот кој гледа American Wrestling или кечери од времето, Джеси Вентура, поранешен гувернер нивен. Джеси Вентура, луѓето може го памтат од оној филм со Шварценегер, Running Man. Беше еден од актерите во тој филм. Джеси Вентура сега има еден обратен процес. Тој смета дека Минесота културолошки многу повеќе припаѓа на Канада и треба да се издвои со референдум да се припаѓа кон Канада. Значи, имаме еден обратен процес, не Америка експанзионистички да ја превземе Канада како 51 држава или неколку држави кои би се приклучиле кон Америка, него има обратен процес каде што има луѓе во сојузна држава како што е Минесота, со желба и иницијатива оние се приклучат кон Канада. Така да гледаме дека тука таа идеолошка разлика, која не можам да навлезам дали тоа го направија левичарите со нивните екстремни политики по кои се забега,
каде што се допре делот на семејството на луѓето, полна со 20 и нешто джендери, па со вакви права, онакви права, се што е одење во екстрем ја поларизира другата страна и тогаш доаѓа до конфликт каде што веќе не може да се разговара и се случува своевидна поделба или крах и едниот мора да издоминира во одредена ситуација. Или ќе издоминира таа хардкор левичарска либерална политика и сите ќе мора или од едно место да го напуштат или да се прилагодат, или овие други ќе издоминираат и ќе го вратат сето на назад кој што било. Токму затоа јас сметам дека понекогаш кога се менуваат работите или кога се прават отстапки, дека тие треба да бидат постепени и благи, за да не нанесат шок на самото општество и начин на размислување на луѓето. Сега Америка и делот западниот свет токму тоа го доживува. Да има таква идеолошка поделба што е веќе нема враќање назад. Да, тоа се гледа и во Соединените американски држави и во делот да се држиме ако може нели малку таму, но што го гледаме сега последно е оние протести како последица на во Минесота, ова кај што зборувам, да. Како последица на тоа што имигрантската полиција имаше застрелано неколку лица, но и во таа насока и она имигрантска полиција. Ради стереотипи, не застрела имигрант, застрела обичен американец кој личел на некој од страна, иначе нема обичен. Ке се разгорува ли тоа таму, ќе смират ситуацијата, како ви изгледа на тоа, имајќи предвид дека дека Доналд Трамп е доста строг кога станува збор или нели цврз на ставовите кога станува збор за имигрантската политика. Америка има тенденција да знае да прави тешки резови и тие тешки резови некогаш знаат да направат повеќе штета него предност. Јас се сеќавам, се навраќате на тепан афроамериканец пред 30 на години кога грабува дуќани по Лос Анџелес, Родни Кинг моментот, нели денес во филмови гледате или некојаш скечови кои имаат балканци или некои други од кај нас, кога не знаат кога некој скандира Родни Кинг, токму на тоа се однесува. Претепан афроамериканец ради ништо. Калифорнија имаше еден интерес, by the way, кога спомнав покрај Детройт во тешка економска ситуација, еден град како Сан Франциско. Сан Франциско имате цели молови, цели згради, цели квартови кои се тешко банкротирани и ништо не работи. Град кој порано важеше, нели близу Силиконската долина, близу се јак НБА клуб најпознат, нели Golden State Warriors, индустрија тешка. Сан Франциско се соочува со тешка криза. Многу луѓе од тука не се свесни за тоа. Имате еден куп состојби кај нас, последниот рез кој јас го памтам, знаете ли кој беше? Пред некоја година или околу короната се случи, кога донесо еден закон, кај нив исто и како кај нас е мислам 100 евра рамката, околу третирањето на полицијата на нешто, ситна кражба и тешка кражба. Со ситна кражба е кај нас до вредност, не ме фаќате да не направам грешка, дали до 100 евра или така нешто, кај нас. Смета за ситна кражба. И ако ви се случи нешто, ако не е снимен, не е фатен, не е лоциран, веруете тоа ќе се заташка. И никој нема да му обрне. Се третира така како Ама нема на дневно. Во Америка имаше една таква ситуација каде што се покачи цената на тоа што се смета за ситна кражба. И са хипотетички кажувам, била 50 или 100 долари, а зголеми на 300. Знаете што почна да се случува? Почнува сиромашно население да влегува, и видеа имаше по социјални мрежи. Влегуваат луѓе по молови, си облака патики, јакна, било што, и бега. И ако го фатат, не му може ништо, затоа што полицијата не се замара со тоа. Значи, гледате, една мерка затоа што по препорака на Трајче или на Петко или на некој се применила мислејки дека ќе им намали работа на полицијата, во смисол, ајде да не се занимаваме со баналности, вака им отвори пута 5 проблем и ги мотивира луѓето да крадат повеќе. Не го реши проблемот, го продлабочи. Па и нас тоа ни се случува многу често. Дали приметувате? Нели, и то кај нас обично е за баналности, не знам, свадба на отворено, не знам, паркирање кај ќе стигнеш. Да, државата попрво треба да формира услови, паралелки етнички, верски, јазични. Ние не гледаме на луѓето да им овозможиме кариера или професионалност, ние гледаме некој вработување со баланс. Јас сметам дека, као личен став кажувам, во Македонија, секој што не е од мнозинските етнички заедници или етничката најголема заедница, секој што има квалитет, услов и знаење, дека треба буквално му се понуди со приоритет да биде вработен државно. Ама се ние се тепаме за банални места. Ние по квота влегуваме, ваши, наши, мои, твои. Па имаме една фарса што се случи претходно со балансерот, луѓе свесно да се пишуваат нешто друго, само затоа што ќе имаат врска да влезат. Да може да влезат. Ама не,
Значи, ние сме експерти на Балканот за злоупотреба на системот. И ние сега ќе направиме законско решение, не добиваме ништо, или не знам, застарување на кривична одговорност, или застарување на неплатени сметки. И се ти свесно чекаш, не ги плаќаш, а не сваќаш дека или ќе продлобочиш проблемот, или ќе направиш долг на системот. Значи, се додека не се воспостави систем и во една Америка, па и кај нас, на правичност и закон за секого, нема напред. Тоа е единствениот начин за просперитет и успех. Се друго ќе биде изигрување и секогаш некој ќе се најди помајчин кој ќе успее да го зезне системот, а еден куп луѓе ќе бидат разочарани и сфрустрирани. И затоа и народот се сели, не е прашање на стандард. Тоа ми беше и следното прашање. Колку демесните глобални кризи, се тоа што се случува, се политички, економски или социјални? Системски организациони се. Значи, еве низ Франција, не знам каде, она што го спомнам, никој не е у голем град, у мали места. Швајцарија се занимава со земјоделие, направил како мини фрижидер. Наредил јагоди, капини, сливи, не знам што, човекот си е на нива или не знам каде, и вика, кој ќе помени? Земете колку кошта и оставете пари. Колку вие треба да сте, што вика народот наш, со крст на чело, да веру... Тоа, пример, во Словенија ден денес изводлива е ова. Затоа што он верува дека вие не сте таков абдал да земете, да украдете и да избегате. Че он оди на картата на вашата честност. Он почнува од себе. Ви текнува фраза го каже некој сите се лопови, па вајда мисли на себе. Или секој, ајде да не кажеме што. Па вајда почнува од себе. И сега, ако луѓе со одредени карактеристики се соберат на едно место, еве се договориме јас, Трајко, Петко, Станко и Митко, со се сопруги, со се деца, со се, да се иселиме од Скопје и да живееме, не знам, во некое село во Свети Николе. Ние да го формираме од нула, така? Или го купиме. И ако развиеме една заедница со одредени карактерни особини, вие градите една визија за светот низ својата призма. Или вратете се јас... Свој светоглед, затоа светот светоглед. Така. И земете ве, јас, пошто веќе го употребив како референца од филм еден, земете го Близнаци со Шварценегер и Дени Девито. Едниот нема врска што е голем и набилдан, овој што е малечок и низок. Него иста генетика, исто потекло, исти родители, ако нели различен шејк во дадената ситуација. Овој растел на тропски остров, го одгледувале професори, овој растел во дом за сираци. Имаш исти однесување, исти карактеристики, исти тикови, различен физички изглед дефинитивно. Но сакам да ви кажам, општеството и тоа што не одгледа, како викат, нема лоши деца, така? Е, па ако вие лошо го воспитате детето, ако таткото е лош пример, ако на школо гледа неправда, ако околината е лоша, ако колку пати сте виделе во центар дете да се шета со баба или со дедо и да е црвено и дедото да сака да тргне, детево го влече назад. Јас сум го видел многу пати. Значи детево со време е добро воспитано. Дедово е расипан. Дедово е расипан. Сте убаво кажете, самите сме си виновни. Особено наша е вината возрастните, не може апсолутно на никој друг да му се замери за тоа каде сме, што сме и што правиме. И наша одговорност е да ги поправиме работите без разлика дали станува дом или на глобално ниво. А оваа деформација, знаете зошто се случува? Затоа што некој им попушта на тие кои го нарушуваат системот. На времето, јас кога бев дете во тоа населба каде што израснав, полицаец ретко доаѓаш, имаше реански полицаец, сите го знаевме. Ние не се плашевме дека ќе не тепа без причина. Но знаеме дека ако некој се огреши ќе биде најден и ќе биде санкциониран. Шо ако се има дупло повеќе со возила, па е Пежоа купени, па вакви коли, па не знам, Шкоди, па опремени, па камери си иде системот. Поентата на почитувањето на системот е во тоа дали вие мислите дали некој кој ќе се огреши ќе биде санкциониран според одредбите на законот. Денес луѓе, еден куп луѓе не пријавуваат. Знаете зошто? Еве ќе ви кажам еден банален пример кој јас лично го имам усетено. Дотична локација, и то се уште тазе, сега скоро. Дотична локација во центар. Свесно луѓе непрописно паркираат на одредено место. Знак има, се има. Вие се јавувате во пајак. Се јавувате во полиција, полиција пријавува на пајак служба, пајакот доаѓа. Тој што непрописно се паркира, или кога доаѓа пајакот, или 5 минути пред пајакот, доаѓа пали колата и си оди. Што мислите, кој му се јавува? Полицајецот во пајак службата. Знае кој човек непрописно се паркира?
го знае баш него, зинаец се паркира таму, да ги нервира луѓето во околината, си има свој човек, што го прави ќе со пак, тој му селва и се вие како ќе промовирате за. И на крајот, тој што непрописно се паркира, пошто се знае кој го пријавил, доаѓа ви се заканува вас. И како вие утре ќе пријавите или дали ќе верувате во системот или во било што? Го споменавте и Safe City, видов една објава на вашиот, и да речеме со овој да полека да заокружиме, една објава на вашиот Facebook профил во кој што буквално критикувате како на секој ден му си има случајно, кој што во сообраќајот во Скопје или во било кој друг град, кога буквално на некоја раскрсница, прегу сообраќај, не мислејќи дека нема место, дека веќе на другата страна има колога и на сред раскрсница веќе имаме возила кои што не одат ни напред ни назад и го закочуваат целиот сообраќај и еве вие вашиот пример застануваат и ви свират позади пред пешачки. И ми свира да тргнем од зелено било. Да. И ме претекнуваат и ја блокираат цела улица. Од 1 февруари треба да почне Safe City да функционира. Ќе помогне ли да се санкционираат, бидејќи нели ќе стигаат, и ќе се најдели токму на ваков начин еве некои полицајци кои што замижуваат за некои работи, пошто и непрописно паркирање ќе биде дел нели од она што ќе го гони, што ќе го евидентира Safe City, за да може овие системски проблеми кои што буквално до некој што треба да речеме да држат трети дисциплина и да го спроведуваат законот, не го прават тоа. Ќе помогне ли? Јас се надевам или на крајот на денот повторно сме ние тие кои што во позадина свириме кога некој застанува на пешачки. Ама во Германија ако свирите, знаете, поготово меѓу згради или меѓу куќи ќе ви стигне казна. Јас преска кај мене во населба слушав 5 минути свирење затоа што не можеле да почекат да се сврти нека кола. И свирија одеднаш 10 коли. Да, особено се сите нервозни во петок пред. Ама тоа е нивен проблем. Или кога врне. Ама се видете се. Јас неретко сум нервозен, а ако сум нервозен, секој што е покрај мене, јас кога сум нервозен го натепам, пошто сум покрупен и поголем. Значи се луѓето мора да има нешто што се вика самоконтрола. Ако нема самоконтрола, пак доаѓа менува. Некој треба да дојде го лупни по џебот. И ќе се контролира, ако не ќе суте под пари давање. Мене ме смееше еден муабе што луѓе викаат, ова власта го напред државата за да собира пари. Ја викам вози до 50 нема те казнат. И нема да имаш проблем. Ама јас ќе се влечам ли? Ама сегде во свет се влечат. Ова не е трка. Не е рат рейс кој на филмот кој побрзо стигне. Така. И на крај знаете што ми се случило? Еве ни Скопје многу често. Ти возиш поспоро, некој вози побрзо, пак на семафори еден до друг сте. Пак исто стигате, ја не знам што ќе постигнат. Но главното нешто што треба да се постигне е да нема жртви, да нема мртви, да нема изгазени луѓе. И нешто ќе кажам. Можеби возачите колку толку се посредија, но пешаците со мобилните на улица, претрчување, вртење, значи сега ви одам низ призма возач. Возам 30, возам 40, мала улица. Гледаш човек оди по тротоар. Доаѓа близу пешачки, одеднаш инстинктивно се врти и гази на колосек. Овај на пешачки. На пешачки. Значи, како ви кажам се, значи се гледа дека визуелно не чека, само одеднаш врти и гази со ногата. И со мобилниот вака или со слушалките. Тоа нешто што велеа дека ќе го санкционират, стварно треба. Дел од пешаците стварно треба да повнимаваат како се однесуваат во сообраќај. Треба да има и санкција и контрола и дисциплинирање и ставање во систем и на одредени според мене камикази и со тротинети и со велосипеди, затоа што и со скутери, поготово доставувачи со храна, знаат на вистина рискантно да возат низ град. Јас знам дека се брзат, знам треба да наплатат, ама стварно неретко во сообраќајот тоа на ништо не личи и според мене најголем страф за мене во општеството е тоа што МВР стално го констатира, не знам како ќе го спроведе и како ќе ги фаќаат нив, тоа е луѓето кои возат без возачка дозвола. Кога ќе видам дека некој нелогично врти, не мислам дека е арогантен, мислам дека нема возачка. Многу не со возачка не употребува никаква сигнализација, непрописно така што... Ни жмигавци, ни светла не палат. Ми вика, мојата кола автоматски се пали, ама со автоматски се пали ако сте во тунел. Но јас одредени правила, еве, ко слеп се држам за нив, меѓу другото и возење со појас. И знаете како вика, тоа нешто го зборевме, секој почнува од себе. Секој почнува од себе. Мене во целој тест период еднаш ми стигна помена за над 50 и тоа ми стигна на место кај што најнелогично е се вози 50. Тоа е на булеварот Александар Македонски, каде што нема пешачки, нема улици, нема ништо. И тоа мислам дека стиснам над 50 само ради една работа, затоа што луѓе ме поминуваат со 70 и 80. Зборуваме кај Карши Саем, нели? Да. Каде што дури е нелогично толку споро да е, ама добро да сме живи и здрави. Мислам дека треба да почнеме да бидеме поодговорни се вкупно као луѓе
и да почнеме од себе. Да се прво да се коригираме, да се обратиме, да се оправиме. Тоа исто и со пушењето, и со обучавање, и со се. Ама тоа во некоја наредна прилика. Да, ви благодарам многу за вечерашното гостување и за Беше одговорите на сите прашања кои што ги имав за вас вечерва. Почитувани, тоа беше вечерасното издание на За или против. Јас ви посакувам од тука убав остаток од денот, убав викенд пред вас и секако останете на фреквенцијата на телевизија Алфа. Знаете дека секогаш имаме нешто интересно подготвено за вас. Поздрав!